Па јас би кажала првин добар ден, да, на сите гледачи еве на оваа емисија и се радувам што сте тука и навистина ви честитам за целокупното ваше истражување што го правите и придонесот што го давате во поглед на овие измамни рекламирања и измамнички трговски пракси. Со тоа нас ни давате, нели, ветер во грбот да ние и понатаму повеќе работиме и повеќе не се слуша гласот наш, а да ги едуцираме потрошувачите. Прво, тоа е обработено во законот, уште во претходниот закон, сега имаме нов закон за заштита на потрошувачи. Една од најјаките, би рекла, најсилните директиви кои што ги штитат правата на потрошувачите се транспонирани во нашиот закон. И тоа е добро. И сега е подобрен текстот на таа директива за нечесна пазарна пракса, која што едноставно ги штити правата на потрошувачите во сите сегменти на измамничкото однесување од страна на трговецот, трговците. Дали е онлайн продажба, дали е офлайн продажба, не е битно, значи има практики кои што се таксативно наброени и кои што се карактеризираат како измамни без да се докажуваат, значи дека се измамни. Има измамни практики кои што се вршат со чинење, значи превземање одредени дејства намерно за да ве измамат, и нечинење, недавање битни информации со што таксативно се наведени кои се тие битни информации. Значи многу интересен дел од правото кое што еве го имаме во делот на потрошувачкото право и поврзано и со другите области. Тоа може да се случува во при храната, прехранбените производи, може да се случува кај туристичките дејности, може да се случува во многу други области и затоа овде надзорот над овој дел на законот не е само на државниот пазарен инспекторат, туку оди и пошироко на органите на надзорот кои што се надлежни во поедини области, нели, да делуваат. Сметам дека тука имаме една заштита од измамното огласување, измамните продажби, во поглед на цените, во поглед на својствата на производот и така натаму. Може поконкретно да бидеме за тие измамнички, само малце да бидам поконкретна, значи како трговски пракси кои што се случуваат, се однесуваат, например, еве, вие често гледате сега дека негде пишува дека многу краток период се продава овој производ, односно мора хитно да го купите, таква му е природата при крај се, што е измамна трговска пракса, односно не е точно тврдењето на трговецот, се случува, меѓутоа тоа не може обичниот потрошувач да го види. Тоа може да го детектираат државниот пазарен инспекторат, ако влезе и види дека е тоа измамно огласување во поглед на количеството на производот и поглед на цената дека се намалува. Или, например, ако трговецот во конотација со вашата ова истражување околу чаевите и другите препарати кои што измамно се огласуваат, зборуваме дека трговецот во неговата трговска пракса препорачува некои стоки или продава производи кои што се одобрени од одредено тело, имаат одредени сертификати и така натаму, а не е точно тоа. И тој на тој начин го привлекува потрошувачот своите средства да ги потроши баш на тој производ, некогаш прилично скап производ, зашто може би своите пари би си ги усмерил на друг производ, односно нема вредност толкава. Се работи за измама фактички и затоа се овие измамнички пазарни пракси регулирани овдека. Има, знаете, тоа се 27 наброени такви трговски измамнички пракси, меѓу кои една од алинеите во овој член, да речеме, од законот е дека трговецот лажно тврди дека стоката може да излечи болести, нарушени функции или деформации. И такви имаме, значи, и преплавени сме со вакви реклами, значи веќе луѓето што ни се јавуваат дури се нервираат со тоа, гледаат како да се тргнат, вообичаено се јавуваат ваквите поп-ап реклами на одредени портали. Најчесто кога читате вести и кога ви е најзанимливо, нели? И не можеме да реагираме како да ги трнеме. Сите викаат, мислам, што ќе се слушнеме, ама они се измамни, Меѓутоа некои луѓе не знаат дека се измамни. Некои луѓе може привлечни да му бидат, нели? Односно едноставно има проблем човекот. Најстрашно е што ќе ги остави лековите и ќе се посвети на овој лек кој што не е лек и едноставно ќе има проблем со здравјето. Значи се влошува здравствената состојба. Така да поставуваат разни прегледи од луѓе, дека тие изјавуваат дека овие стоки се препорачани од некои луѓе кои што чии слики, вие мислите дека се некои од нашата држава. Меѓутоа,
кој знае кај ги наоѓаат сликите и става. Како што имавме нели потврди од Лепа Брена, од доктор Пановски, од познати лица, па дури и жигот, односно знакот, се извинувам, на одредени министерства, па и за здравство, беа присутни, беа поставувани таму, па мора со тужба да се уди за да се тргнат, односно од непознат сторител некогаш се знае сторителот, кој наводно не се препознава, меѓутоа може да се дојде до него, нормално обвинителството може да превземе одредени действија доколку има сомнение дека се работи за кривично дело измама. Не знам дали се работи, меѓутоа може да превземе. И сигурно дека вие таму треба и да се насочите покрај инспекцијските органи. Знаеме прекршочната постапка е поинаква од оваа другата постапка, така да може да се земат исто, да се изречат прекршочни санкции, меѓутоа сепак е тоа повеќе оди кон она што треба да се направи према обвинителството, за да веќе престанат да се јавуваат таквите реклами кои што ги привлекуваат луѓето да купуваат, а еве го основот во законот кој што дава за една прекршочна постапка да се води, односно да се води према таквиот субјект доколку има развиено шема за ваков вид на продажба. Дали до организацијата на потрошувачи се обратил некој потрошувач, некој човек што купил ваков препарат со претставка? Немаме обраќање од луѓето со оглед на, не знам зошто немаме такви обраќања, порано мислам дека за Slimline беше за некои од тие производи кои што исто вие ги истражувавте или кој ги истражуваше, каде што ние реагиравме во тогаш мислам дека саплементите беа под Министерство за здравство, меѓутоа реагиравме до Државен санитарен здравствен инспекторат. Тоа беше поодамна. И еве гледате епилогот од таа приказка кој е. Така да и понатаму и новинарите се занимаваа со тоа се. Многу треба да сме внимателни. Значи многу како потрошувачи, како луѓе треба да сме внимателни. Зошто? Заради тоа што и особено за децата се користа, дури за еден од производите кој вие, мислам дека е паразол, нели? Го испитувате, се вели дека е добар и за децата. Замислите се, децата уште од мали да ги третираме. Тоа не е некој чај, го видовме со кој билки, мислам. Меѓутоа сепак содржи некои чајвите не се беззначајни или безазлени, како би рекле, за здравјето, нели? И тие можат да делуваат многу лошо. Ако се претера, секој чај исто има свое влијание. Така да не, мислам, користат и деца и сето тоа. Тоа е страшно нешто што се прави и луѓето веќе треба да бидат свесни дека не може секаде државата да не заштити нас. Државата, па државните органи, па државата, па не сме ние. Значи, затоа треба и самите да гледаме како да се заштитиме, односно да престанеме да купуваме на Facebook технички производи, не знам, вакви производи, па храна имате да купите, мислам, ако толку верувате, купете храна. Ако не може се да се забрани, не може се да се направи под заштита да биде, нели, со забрани, со се. Меѓутоа еден бојкот од страна на луѓето да престанат веќе тоа да го прават. Да престанат да купуваат на Facebook работи кои што не се сигурни, па после тој го затворил, нели, профилот на Facebook, па не го има, па не го отвара, па тогаш се јавуваат кај нас. Имаме доста такви пријави. За овој сегмент за кој вие прашувате, не. Али за Facebook продажбата секојдневно имаме. Како вие би рекле дека може да се препознае лажно рекламирање, измамничко рекламирање во реклами за нешто што се тврди дека е лек, а не е? Кои се обележијата на тоа лажно рекламирање? Па видете, ние имавме можност да регулираме. Видете, битни информации треба да се дадени при рекламата. Еве, јас ги издвоив некои од битните. Ви доаѓа одредена реклама одеднаш за нешто што поима немате. Слика ви доаѓа, да речеме. Веќе треба да мислите дека нешто не е во ред, нели? Ако таа слика ја погледнете и ја кликнете и отворите, збориме за онлайн сега рекламирањето. Вие гледате таму, ви бараат лични податоци, ви бараат број на телефон, ви даваат. Немате фирма. Уствари, вие она што треба да го имате е фактички главните белези на производот, нели? Одредени докази дека производот, нели, од каде потекнува, кој му е производител, ако онлайн се продава, од кој производител е, кој белези ги има, нутритивната етикета мора да има, ако онлайн се продава. А нутритивната етикета, бога ми, не е мала, нели, сите производи при
на конвенционален пазар при офлайн продажба мора да ја содржат. И тука имаме аномалии, меѓутоа воглавно се трудат. Нема ништо од тоа. Значи немате нутритивна етикета, се работи за прехранбен производ, па и чај да е, или друг некој вид. Па имате саплемента кој сега треба да има нели кој е производител, како појма немате. Значи имате само слика и само многу агресивна реклама, дека тоа лечи, дека ќе ви излечи и ќе ве убедат дека вие имате некакви си нели болести кои што ова веднаш ќе ви ги лечи. Тоа веќе е првиот знак дека нешто не е во ред. Значи, битни информации се главни белези на стоката, значи кој го произведува, географската адреса, идентитетот на трговецот, значи кое му е трговското име, називот, адресата негова, во чие име тој действува што продава, физичко лице ли е, правно лице, мора да се определи ако на портал продава, званичен портал. Че мора вие веќе со нашиот нов закон да знаете дали е тој физичко лице или е правно лице. Дека купувате од физичко лице, тогаш не сте сигурни, не сте најбезбедни. Нели? Друго е кој е трговец па регистриран во централен регистар, па има и онлайн продажба и така натаму. Веќе тоа се регулира. Потоа цената колкава е. Ваму имате па некој, да речеме, има некој као па ако кликнете овде уште 50% ќе ви се намали цената, па некој часовник ви врти, па некој happy hour нешто, па еве сега имате овде одма добивте цена поевтина. Ама ако земете 2 пакета, ќе добиете дупло поскапа цена од онаа првичната. Мора нешто да ви е сомнително. Значи, треба предострожни купувачи да станеме. Толку сме оптеретени на пазарот, наплив на разни производи, саплементи, се. Ние самите како луѓе мора да ги имаме овие податоци пред да подпишеме нешто, пред да платиме 2500. Тоа е многу пари да се плати за некој чај. Прво тоа треба да ни биде, мислам, знакот дека треба да се освестиме и да не го купуваме, нели? Така да, и ние и потрошувачи да ги учиме тука и кога купуваат, да речеме, чевли онлайн или некои фустани онлайн или слично, па добро, како се одлучивме, ние ги прашуваме. И ни кажуваат каква реклама имало кога нема да може да го вратат заради бојата или ради чевлите кои што биле со помал број, па не можат да ги вратат. Добре кога имаме продавница онлайн, да не ги мерувам се овие спортски или било какви продавници, тогаш и ние интервенираме. Ама на Facebook, ако е физичко лице, шо ќе им вет? Не можете да интервенирате. Тој затворил профилот, тој затоа и се јавува за да ви продаде од граничен број некој, за да ви измами. И тука е, значи, тие информации мора да ги побараме самите. Чекај, зошто ми е сега телефонски број ми бара, па ми бара, значи ќе ве бара на телефон и тој се јавува, ве бара после тоа. И тој го има тој ваш телефон таму, и го има вашето име и презиме, и ја има вашата адреса и може да ги препродава личните податоци ваши собрани. Вие не знаете на кој сте ги дале. Значи, некој работи веќе во ова дигитално општество, на овој дигитален пазар, мора малца да сме ние посериозни, повеќе да учиме и во училиштата. Јас сметам дека и наставничките во училиштата треба да одржат по еден час за ваква една област, затоа што децата они се амбасадори во домот, тие ги носат сите вести во домот, тие ќе ги едуцираат своите родители. Тоа да не го прават. Барем ќе се обидат, нели? Ама имаме ние можност да од еден човек да се слушне до 20 луѓе и понатака, и со ваша подршка, нели, на новинарите, сметам дека ќе успееме да поразумно си ги трошиме своите пари. Во случај да препознае купувачот измамничка рекламна пракса, односно нечесно рекламирање, каде треба да се обрати? Тоа е убаво прашање. Јас кога спомнав за измамната трговска пракса, тука имаме надлежност на повеќе инспекцијски органи, тие всушност се поврзани и доколку дојде кај орган на надзор над пазарот, кој што не е во моментот надлежен, требало да биде санитарно-здравствен инспекторат, затоа што се работи, да речеме, за детски играчки, кои содржат некои хемикали и така натаму, тогаш ќе се се обратил потрошувачот директно до државен пазарен по службена должност ќе ја препрати представката до другиот инспекторат, имаат обврска таква. Така да, воглавно, Законот за заштита на потрошувачи го спроведуваат државните пазарни инспектори, меѓутоа зависи за кај нечесната пазарна пракса се вклучени сите други органи за надзорот на пазарот во зависност од тоа во која област се јавува ваквата измена. Во конкретниот случај, државниот пазарен инспекторат, меѓутоа се работи за прехранбен производ,
не е исклучено да одат во инспекцијски надзор и двата органи, веќе во тој домен да излезат со одреден став, нели? Врз основа на вашите наоди до сегашно истражувања и секако дека не смееме да ги исклучиме обвинителството, така? Оти овде не е повеќе, не е нешто, еве ние ги бараме овие по Facebook што продаваат, да се пријава до државен пазар не може да реагира. Го затворил профилот, не знае кај да го најде физичко лице. Вообичаено тие не продаваат на некои сериозни платформи, како што ги знаеме ние, кај што се продаваат производи или и ако се јават таму одредени проблеми до платформата, се обраќате платформата, веќе го бара трговецот, има договор со него и реагира. Овде немаме. И овде во овој случај, позади нив кој стои, позади тие реклами, треба добро да се утврди. Оти се работи за предпоставка е дека се работи за измама.